Во текот на вчерашниот ден имавме над 40 пожари на отворен простор, од нив активни во овој момент се најверојатно 6. Овие 6 пожари не загрозуваат населени места, нити има опасност да влезат во квалитетна шума. Во текот на вчерашниот ден драматично беше во два дела од државата. Најпрво ќе го спомнам селото Богомила, општина Чашка, каде што огнот дојде до првите куќи. Благодарение на храбрата и брза реакција пред се на локалното население беше спречена катастрофа, но брзо пристигнаа и пожарникарите од Велес, кои што дадоа голем допринос за најпрво локализирање, ставање под контрола и гасење на овој тежок пожар. Најтешката ситуација имавме во Пелагонискиот регион, каде што пожарот загрози повеќе села, како што се селата Ивањевци, Лознени и Новоселани. Она што можев да го видам беше застрашувачки, затоа што огнот беше 50 на метри над куќите и се движеше по висока сува трева, висока повеќе од половина кон првите куќи на селото. Веднаш побарав поддршка од тимови со 4 пинсгауери на Дирекцијата за заштита и спасување. Овде на лице место гасеа локалните пожарникари од Битола, но нивните сили беа недоволни затоа што линијата на огнот беше екстремно долга. Голем допринос даде локалното население, изворедно голем допринос даде локалното население. При тоа имаме едно повредено лице, најверојатно со изгореници на дланките, кој што е отидено, го однесоа во болница, па дополнително ќе објавиме за неговите повреди. Особено сакам да истакнам еден локален жител, храбар тракторист од село Ивајневци, Аце. Голема благодарност до Аце, бидејќи со неговиот огромен трактор навистина направи херојско дело, орајќи директно низ пожарната линија и гасејќи голем дел од пожарната линија која што загружуваше еден дел од селото Лознени. Тракторите вчера работеа на големиот пожар во атарот на општина Студеничани, кој што се ширеше кон планината, но делумно пожарникарите, делумно е слаб дожд, помогна овој пожар да ја изгуби својата сила, за жал се уште е активен.